Добар ден, драги ученици, добредојдовте во Е-училница. Моето име е Татјана Шекеринова и работам како оделенски наставник во Основното училиште Јухан Храјних Песталоци во Скопје. Денес заедно со мене ќе имате час по математика за трето оделение од темата број и решавање проблеми. Прво да се подсетиме што представуваат цифрите и колку различни цифри имаме. Одлично, цифрите се знаци со кои што ги запишуваме броевите. А колку различни имаме? 9, 10, 20 или безброј. Така, имаме 10 различни цифри. Тоа се 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ова се цифрите со кои што ги запишуваме сите броеви. Ова е бројот 1. Тоа е една цифра и затоа го викаме едноцифрен број. Кога на единицата и додаваме 0, го добиваме бројот 10. Тоа е составено од две цифри. Овие броеви ги викаме двоцифрени броеви. Тоа веќе го знаете. Тоа се броевите од 10 до 99. Кога на бројот 10 ќе му додадеме уште една 0, добиваме број кој е составен од три цифри. Тоа е бројот 100. Овие броеви се викаат трицифрени броеви и започнуваат од бројот 100 до бројот 999. Цели на овој час се да се запознаете и да ги разберете трицифрените броеви, да научите да ги читате и пишувате броевите до најмалку 1000, да разберете дека тие се составени од стотки, десетки, единици, како и да знаете што представува секоја цифра во трицифрените броеви и колкава е низината вредност. Ова е модел на бројот 100. Тоа е исто што и една стотка. Сите првите 100 броеви на едно место. Тоа е исто со и 10 десетки или 100 единици. Тоа е бројот 100. Тој е трицифрен број и тој има место стотки, место десетки и место единици. Табелата погоре ни ја покажува местоположбата на цифрите и нивната вредност. Што значи тоа, ќе се запознаеме во текот на овој час. Колоната кај стотките ни кажува колку стотки има бројот. Во случајот бројот 100 има една стотка. Колоната кај десетките ни кажува колку десетки има бројот. Бројот 100 нема десетки, затоа пишуваме тука 0 десетки. И колоната кај единиците покажува колку единици има. Бројот 100 нема единици и повторно тука ја имаме цифрата 0. Сега ќе се обидеме да прочитаме друг број. Поставен во табелата стотка. Прво со моделот. Имаме една стотка, две стотки. Запишуваме кај стотки број 2. Десетки имаме 1, 2, 3. Кај десетки ќе запишеме 3. Значи 10, 20, 30. И единици имаме 8 и ќе го запишеме кај единици бројот 8. Овој број се чита 238. Одиме понатаму. 1, 2, 3, 4. Имаме 4 стотки. 4 по 100, 400. Десетки имаме 1, 2, 3, 4, 5. 5. Запишуваме кај во колоната на десетки, односно 5 по 10, 50. И 1, 2, 3, 4, 5 единици. Ова е 455. Уште еден број, имаме една стотка, 1, 2, 3 десетки и 1, 2, 3, 4 единици. Како ќе го прочитаме овој број кој има една стотка, 3 десетки, 4 единици? Точно така, тоа е бројот 134. Сега тоа ќе го гледаме представено на сметалка.
Како ќе го представиме бројот кој има 3 стотки, 5 десетки и 0 единици на сметалката? Едноставно ќе додаваме топчиња. Кај стотките ќе додадеме 3 топчиња. 1, 2, 3. Значи има 3 стотки. 5 десетки. 1, 2, 3, 4, 5. Овој број има 5 десетки, затоа ставивме 5 топчиња. Колку ќе ставиме кај единиците? Така е, нема да ставиме кај единиците ниту едно топче, затоа што немаме единици, односно таму стои цифрата 0. Овој број го читаме 350 и тоа е составено 3 стотки, 5 десетки и 0 единици. Сега ќе го покажеме бројот 537. Една, тука ставаме 5 топчиња кај стотките. Кај десетките ќе ставиме колку? Така е, тука ќе ставиме 3 топчиња и овој пат кај единиците имаме 7 единици, значи треба да ставиме 7 топчиња. Овој број има 5 стотки, 3 десетки и 7 единици. Истиот овој број ќе го разгледаме малку пошироко, да видиме за секоја цифра каде е поставена и што таа означува. 537, цифрата 5 го покажува бројот на стотки и таа има месна вредност 500. Цифрата 3 го покажува бројот на десетки и таа има месна вредност 30. Додека цифрата 7 го покажува бројот на единици, има месна вредност 7. Значи сметалката го покажа бројот 537 кој има 5 стотки, 3 десетки и 7 единици. Разложен во развиена форма, тој ќе биде представен како 500 плюс 30 плюс 7, затоа што 5 стотки е еднакво на 500 плюс 30, 3 десетки се 30 и 7 единици 7. Да ги прочитаме запишаните броеви. Како тоа го правиме? Едноставно. Броејки ги моделите на стотки, десетки и единици. Во првиот број имаме 1, 2, 3, 4 стотки, односно 4 по 100 ќе биде 400. Потоа го имаме 1, 2 единици, овој десетки и 3 единици, извинете. Овој број ќе го запишеме како 423. Во вториот број имаме една стотка, 1, 2, 3, 4, 5, 6 десетки и немаме единици. Овој број го запишуваме како 160. И во третиот број имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 стотки, немаме десетки и имаме 5 единици. Ова го запишуваме како 605. На сметалките имаме други броеви, за да ги прочитаме од сметалката, ние едноставно ги броиме топчињата кај стотките, кај десетките и кај единиците. Сината сметалка ни го представува следниот број 456, затоа што имаме 4 стотки, 5 десетки и 6 единици. Во развиена форма представен ќе биде 400 плюс 50 плюс 6, додека портокаловата сметалка ни го представува бројот 353, затоа што кај стотките имаме 3, имаме 5 десетки и 3 единици. Тој представен во развиена форма е 300 плюс 50 плюс 3. Одиме понатаму. Која е месната вредност на подвлечените броеви? Значи месната вредност не значеше колку тој број изнесува. 246, 141, 718, 374, 537 и 359. Месната вредност во првиот број е колку? Таа се наоѓа на местото десетки, значи 4 десетки
е еднакво на 40. Кај бројот 141, единицата се наоѓа на местото на единици и представува 1. Кај 718, седмицата е кај стотките, значи 7 стотки е еднакво на 700. Одлично. 374, ја бараме тројката. Колкава е незината месна вредност? Така, таа има месна вредност 300. Кај бројот 537 ја бараме повторно тројката и незината месна вредност. Таа се наоѓа кај десетките, значи незината месна вредност е 30. И бројот 359 ја бараме деветката, односно тоа се 9 единици. Што научивме? Знаеме дека трицифрените броеви се составени од 3 цифри. Научивте да ги читате и пишувате, а и ги разбравте трицифрените броеви. Разбравте дека тие се составени од стотки, десетки, единици. Знаете што представува секоја цифра во бројот и ја знаете нејзината вредност. Прочитај го бројот. Овој број што го гледаме има една стотка, една десетка и една единица. Тоа е бројот 111. Задача за дома во учебникот по математика на страна 7, задача 1, 1 и 2. Довидување, ви благодарам на вниманието.